Добро вечер и добре ни дојдовте во второто издание за новата 2017 година. Во нашиве трети смени во кои верувам дека и истекот на целата оваа нова година, која току-што ја раситнивме и потрошивме само 5 дена од истата, ќе ни биде убаво, ќе ви презентираме интересни истории, личности кои заслужуваат да бидат тука во моите смени и луѓе кои што верувам дека дополнително ќе ве инспирираат, ќе ве мотивираат и ќе ве поттикнат да создавате добри и корисни нешта. Мене, како што ви кажав, и минатиот пат одлично ми тргна новата година и верувам дека со ваков старт на сите нам заедно оваа година ќе ни биде една од поубавите, една од подобрите и години во кои што непрестано ќе ги поместуваме праговите на нашите можности и праговите на нашите способности. Не верувам дека постои македонец кој што не беше информиран кон крајот на изминатава 2016 година, дека Македонија го доби првиот Нобеловец, едно младо момче кое има само 20 години и на наша огромна среќа, токму тоа прво момче кое што ни го осветлува образот во светот, доби награда, Нобелова награда за млади, ќе ни каже тој поточно во кои категории се како поподробно, е тука деновиве во нашава земја, во неговото родно Тетово, а само за некоја секунда веднаш после краткиот џингл јас ќе го поздравам, ќе ви го представам и ќе уживаме вечер во сите оние нешта кои што цела година и пол во оној континент каде што можеби многумина мислат дека ако си од мало место не можеш да сонуваш за големи соништа, но токму тој ќе не демантира и ќе го докаже спротивното дека важна е нашата визија, дека важен е нашиот сон, нашиот талент, нашите квалитети и капацитети и дека не се секогаш потребни врски или вујковци владики за да нас некој ни го препознае талентот и квалитетот. Одиме со краток џингл. И како што реков, Македонија на 16 октомври 2016 го доби првиот Нобеловец од Тетово. Игор Томески од мојата десна страна. Добре ни дојде, Игор. Добре ве најдов. Честитки. Ви благодарам. Многу ми е драго што сум токму во вашата емисија. И мојата радост беше неизмерно голема кога за прв пат те забележав на некоја друга телевизија национална и каде што се сподели информацијата, но многу значајни, битни настани информации поминаа толку незабележително, што мислам дека за некои нешта светот ни обрнува повеќе внимание отколку ние самите што им обрнуваме внимание на некои големи значајни настани и личности кои што живеат или се дел од нашево постоење. Тука само сакаме најдобро намерно да опоменеме, бидејќи не се медиумите тие само кои треба да ја споделат веста. Имаме тука и други институции кои што третираат наука, култура и така натаму, кој што би требало да се горди за тоа што Македонија има еден ваков човек, односно првиот Нобеловец на Балканот